таа на инвестиција, голем успех и што ти ја знам и така натаму. Нешто не заживе ако што треба да се растарети Скопје, за жал, но згора на тоа, еве слушаме сега дека обиколницата имате намера да ја дадете под приватна концесија. Мене ми е нонсенс, прво, ја како обичен граѓанин, да не навлегувам во висока политика, сигурно ќе ми објасните, ја кога идам во Солун или негде на летување Грција, обиколницата околу Солун не плаќам патарина? Добро, има многу примери на обиколници кај што се плаќа патарина, не знам сега за Солун, не сум отишол одамна, не се сеќавам, но може да ви набројам многу обиколници кај што се плаќа. Што е поентата? Добро е прашањето и добро е да се објасни. Ние сакаме да изградиме во Македонија околу 500 километри патишта. 550 е вкупно на тоа што сакаме да го градиме преку концесија. Ова со турците што го договаравте нешто? Не, турците имаат дел заинтересирани фирми са. Дали тие фирми ќе дојдат на тендер, дали ќе победат, ќе видиме, но има интереси кај нив. Сега, само дозволи ми да објаснам. Значи, ние викаме, ајде да не се задолжуваме ние, затоа што треба околу 2 милиарди евра за да се изградат тие 550 километри, да побараме концесионер кој што ќе ги изгради, ќе ги стопанисува 35 години и после ќе ги остави на државата. Тоа е се во ред. Меѓутоа, кога ќе се направи пресметката, колку пари тој ќе си врати за 35 години, излегува дека тој нема есап да инвестира толку пари, затоа што по нашите патишта се движат малку коли. Има просек колку треба да се движат за на него да му се исплати да инвестира толку пари, за после да му се вратат и да направи некој профит. Така? Која е логиката инаку? Не е тоа добротворна организација за да тој на нас ни ги изгради патиштата и да се замине. Ние одлучивме да одиме во две фази. Првата фаза тендерот излезе, таа е околу 300 км. Втората, кога ќе го завршиме овој тендер, овој јавен повик, па ќе одиме со остатокот. Сега, кога видовме ние дека нема шанси никој да ни се јави, затоа што пресметките покажуваат дека бројот на коли е толку мал, што не се исплати за концесионерот, ние дозволивме две работи. Прво, најдовме дека и преходно ангажиравме консултант, еден од најдобрите консултанти во Европа, мислам дека од Франција или од Белгија беше, позната куќа консултантска, која што ни работеше на планот и таа ни предложи дека ќе мора да дозволиме во таа инвестиција да има субвенција на државата и дека меѓу другото на јавниот повик фирмите ќе се надаваат кој помалку ќе побара од државата. И второ, ќе мора да дозволиме некои други приходи да добијат они, за да им се исплати да инвестираат. Не знам дали бев доволно јасен. Сакате да ми кажете дека фирмата што ќе ја земе под концесија обиколницата ќе биде некоја од фирмите која ќе инвестира во изградба на автопатишта во Македонија? Точно. Значи, тој што, например, некоја фирма ќе вложи, пошто има во два дела се поделија овие околу 300 км, источна и западна Македонија. Да речеме, некоја зима источна Македонија. И да кажеме треба да инвестира 150 милиони евра. На него за период од 35 години не му се враќаат тие пари. И затоа тој вели, јас ќе инвестирам, ама и државата треба да даде толку и толку. Добро, друг вика треба да даде, ама помалку. Трет вика треба да даде, ама повеќе и го одбираме ние тој што ќе каже дека најмалку пари ќе побара од државата и плюс му велиме, еве, земја и ти обиколницата, собирај ги ти приходите за да го намалиш делот што го бараш како субвенција од државата, бидејќи ние тие средства ќе ги обезбедиме од задружување. За да не подобро да не земаме кредити, па да ги враќаме во иднина, отколку да се плаќа таа патарина. Тоа е една логика која што ни ја понуди консултантот, кој што, како што веламе, еден од најдобрите во Европа, консултантска куќа. Тие ни рекоа, дајте им што можете повеќе приходи да имаат, за да биде помало учеството на државата во таа концесија. И да имате што помалку трошоци, а да ги добиете тие автопатишта што сакате да ви бидат изградени. Така што, тоа е логиката на тоа што се прави со обиколницата. Двокатни автобуси? Прво, зошто запнавте толку со тие двокатни автобуси? Значи, овој пат отидовме со комбинација и двокатни и еднокатни. Добро. Двокатни заради две причини. Има традиција Скопје од 60-тите години на двокатни автобуси и тие се добри за имидж и за туризам во градот. Значи, тоа воопшто не е. Не очекувавте ваков жесток отпор, например? Отпорот е повеќе политички. Добро, враќа се согласувам. Не е толку вака нешто граѓаните до тоа. Но зашто овој тендер по четврти пат? Не е по четврти, два пати ми се чини пропадна. Сега ќе кажам зошто. Првиот пат
И тоа доста се мистифицира дека пропадна и четвртиот тендер за двокатни автобуси. Кој не обвинува така и четвртиот, шестиот и така натаму. Мислам дека два пати беше. Што се случи? Значи, имавме две обвинувања. Прво дека сме сакале едно 20 милиони евра да си ги земеме од тој тендер. И така, не се објаснува, само се вика тој што победи ќе им даде 20 милиони евра на власта. Не знаеме како, бидејќи имаше тендер, се јавија 4 фирми првиот пат, мислам дека и вториот така нешто. И победува најефтината, која што ги исполнува и другите услови, банкарска гаранција и така натаму, се што треба да поднеси. Сега не знам како може на јавен тендер, тој што дава најниска цена и најповолни услови, да има тука наместено нешто или да зима нешто државата или нешто слично. Но добро, во Македонија се има. Се можеме да слушнеме. Второ, зошто пропадна? Во она што тие го понудија, беше во барањето, значи во тендерската документација, беше побарано првиот автобус да го произведе за 12 месеци. Тоа е барањето од Министерството за транспорт, кога го објавува тендерот. А тие кога доставиле понуда, напишале првиот автобус ќе се изготви од 12 до 18 месеци. А сепак го потпишале договорот однапред, пошто така беше условот однапред да го потпишат, во кој што пишува 12 месеци. На база на тоа дека го потпишале договорот, Министерството за транспорт проценило, нивната комисија, штом го потпишале за 12 месеци, независно што во понудата стеле од 12 до 18, значи они сепак прифатиле 12. Кога отиде на второстепена комисија, таа обратно толкова. Вели не, ако го потпишале на 12 месеци, штом пишале 12 до 18, не ќе се држат на тој. Не, ги кршат правилата. Мора да се повтори. И така пропадна тендерот. А не пропадна заради, не знам, приказните на некои помали политички партии кои што кажува, не знам, тука има милионски загуби. Вториот пат, во вториот тендер, истата грешка. Комплетно истата грешка и не можеме да разбереме како е права таа грешка. Значи, буквално истата грешка. И во првиот и во вториот случај. Така да затоа сега има трет тендер за двокатните, инаку за еднокатните победи некоја друга компанија, не знам како се вика, од Украина ми се чини. И украинска? Да, украинска. Покри Златен Лейланд англиски. Ја извините вака што реагирам, мислам да знам Скопје имаше за еднокатни зборам. За еднокатни. За еднокатните најефтина понуда даде, а ги исполнува сите други услови еколошки и така натаму што се бараат. А што мислите, кога би донеле одлука да се направи директна спогодба, јавно, транспарентно, и да се понуди тоа санос нашите, вака така. Ќе го помогнеме нашето стопанство. Директна спогодба по закон немаме право да направиме. Значи треба некој затвор да оди, ако направи директна спогодба. Добро, сите премиери правеа директна спогодба во име на виши цели. Еве, овдека, ја мислам дека нема закон кој ќе ве гони и нема човек, ни позиција, ни опозиција кој би се бунил, ако тоа го дадеме, например, санос да го прави. Ја би сакал да победи домашна фирма, ама треба домашната фирма да исполнува минимум стандарди. Например, домашната фирма не можеше да даде банкарска гаранција. А ние не можеме да влеземе во таков ризик без минимална, ние не бараме банкарска за цел износ на автобусите. Мислам дека за 10% или нешто така од вредноста се бараше. И со тоа ја гледаш кредибилноста на фирмата. Тие не поднесоа банкарска гаранција, имаат проблеми, не функционира добро. Кај се 15 милиона евра што му ги дадовте на Трифун Костовски за нови автобуси? Не се сеќам колку беа, дадовме некои пари. Владата даде 15 милиони, 20, не се сеќам, да. Мислам дека дел од тие средства се вратија, побарахме да ги вратат за да ги употребиме сега во оваа набавка. Мислам дека е така. Не сум сигурен, но мислам дека е така. Ќе проверам, ќе потврдам. Господин премиер, ова е се што сакам во овој дел од разговорот, уште една пауза, а потоа имам прашање од здравството, од образованието и уште некои други